Добар ден, почитувани, започува најновата телма амбуланта. Болка во ногата. Колку често тоа е сигнал за длабока венска тромбоза? Зошто тромбозата нарекуваат болест на модерното време? И дали е точно дека канцелариската работа е исто толку опасна колку и долготрајното лежење по операција? Зошто авионските летови или хормонската терапија што ја примаат жените го зголемуваат ризикот за оваа болест? Дали високата вредност на D-димерите секогаш значи дека има тромб? Кој е златен стандард за поставување диагноза, но и за следење на терапијата? Каков е ефектот на лековите за разредување на крвта? Дали го топат тромбот или само спречуваат да порасне? За тромбозата денеска зборуваме со научен соработник доктор Виолета Дејанова Илиевска, специјалист по трансфузиона медицина. Останете на телма, ќе имате можност и вие да поставите прашање во програма. Во денешната телма амбуланта зборуваме за тромбозата со доктор Виолета Дејанова Илиевска, специјалист по трансфузиона медицина од Институтот за трансфузиона медицина. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на телма. Добар ден. Благодарам на поканата. Добар ден за вас и за сите гледачи. Многу луѓе имаат проширени вени со видливи тромби. Дали се работи за тромбоза? Дали е тоа исто што и длабока венска тромбоза? Добро, значи, генерално сите овие проблеми, кога станува збор за екстремитетите рака, нога, станува збор за површна или длабока венска тромбоза. Што значи површна? Значи, за на некоја површна вена може да настане воспаление, исто така придружено со појава на тромб, и тогаш велиме дека станува збор за тромбофлебит. Многу потешки се симптомите и компликациите кои што може да настанат при така наречената длабока венска тромбоза, каде што локализацијата е во некоја длабока вена. Меѓутоа, во тој случај не е видлив тромбот. Значи, може ние нема да го видиме, меѓутоа индиректно по симптоматологијата, бидејќи ногата ќе биде многу отечена, ќе биде многу болна, црвена, ние претпоставуваме индиректно дека станува збор за тромбоза и треба да се направат дополнителни како лабораториски тестови, така и други клинички исследувања. Пример, наједноставно е да се докаже со така наречениот доплер, венски доплер, за да знаеме сигурно да ја поставиме диагнозата. Сите исследувања кои што ги правиме е за моменталното диагностицирање и третирање, меѓутоа и за понатаму да знаеме дали до крај на животот пациентот ќе треба да го штитиме од нови појави на тромбоза. Така, тромбозата ја нарекуваат болест на модерното време. Дали е точно дека сидечкиот начин на живот и канцелариската работа се подеднакво опасни како долготрајно лежење после операција? Уште многу одамна Вирхов се вика научникот, по кој што се уште ние и до ден денес најјасно укажуваме кои се најосновните принципи за да дојде до тромбоза, а тоа е така наречена хиперкоагулабилност, односно густа крв, доколку има народски кажано густа крв, доколку има повреда на крвниот сад и велиме стаза. Точно тоа, стазата, односно недвижењето, допринесува за појава на еден од најглавните ризици за појава на тромбоза. И во денешно време дали станува збор за долготрајно седење, за долготрајно стоење, доколку исто така неправилно постојано се седи со прекрстени нозе, значи ова е ризик фактор. Точно така, прекрстени, предпоставувам на страна. Да, значи прекрстени нозе, понатаму исто така многу интересно имаме наплив на тромбофлебити кога се прават зимниците кај нас, затоа што исто така и прекомерната топлина може да биде еден од ризик факторите. Не случајно ќе слушнат оние со попуштени вени совет, било од физијатрите најчесто и ги прашуваат кога одат на физикална терапија, дали имаат проблемите со вените или не, затоа што и разните видови на сите терапии кои што имаат
телесна температура над 37 степени Целзиусови исто така може да бидат провокација. Во денешно време, нели, исто така бајнскиот туризам е развиен и затоа секогаш треба да се внимава да не се влегува во води кои што се над 37 степени Целзиусови, така да не се тушираме со врела вода, со многу топла вода, наизменично со топла ладна вода, да, меѓутоа не, значи со многу топла вода. Исто така не седење до сите оние радиатори, печки кои што емитираат топлина, затоа што и тоа може да биде провоцирачки фактор. А што е со долготрајните повеќе часовни авионски летови? Дали ќе може да биде темпирана бомба за вените? Исто така, значи пред многу години интензивно почна и тужбите против авионските компании заради преку океанските летови, тоа најчесто се случува, па така може ќе забележите дека како дел од сите оние анимации додека летате, ги има и вежбите кои што треба како да се раздвижувате, затоа што точно повторно доаѓаме до еден од ризик факторите, а тоа е стазата. Значи и при тие преку океански летови, долготрајни, треба да се раздвижувате, оние кои што имаат веќе докажани повеќе кратни тромботични епизоди, доколку имаат попуштени вени и слично, секако дека треба да летаат со заштитни компресивни чорапи и исто така да се придржуваат кон терапијата или во тој период да примаат тромбопрофилакса. Некои авионски компании дури нудат на патниците вакви компресивни чорапи. Паметно е понекогаш превентивно да се стават, дури ако немаме проблем? Да, затоа што сите тие летови доведуваат едно е стаза, меѓутоа исто така и отекуваат екстремитетите од таквото долготрајно принудно седење, така да едноставно превенција со такви компресивни чорапи е добре дојдена. А што е со хормонските терапии, како што е контрацептивната терапија што е примаат жените, или пак жените во менопауза понекогаш земаат и заместителна хормонска терапија? Зошто тие треба да бидат по зголемен надзор за тромбоза? Значи се знае дека е еден од ризик факторите за појава на тромбоза, исто така е хормоналната терапија и затоа секогаш се препорачува пред започнување на хормонална заместителна терапија да се направат испитувања кај нас во нашата лабораторија за да се знае дали има жената зголемен ризик и дали може да ја прима оваа терапија и се проценува, едноставно е процена на гинекологот дали ќе се препорача. Некогаш има исклучителни случаи кога е тоа крајно неопходно, па дури кај оние кои што крварат, например, жените, девојчињата со фон Вилебрандова болест, не е исклучено да имаат истовремено и склоност кон тромбоза и некогаш ние ги даваме двата типа на третман. Значи, секогаш треба пред започнување и во тек на хормоналната терапија да се прават контроли за да се знае и да се процени можниот ризик од појава на тромбоза. А што е со прекумерната телесна тежина? Исто така, да, прекумерната телесна тежина представува ризик за појава на тромбоза и исто така сите овие пациенти може да имаат дополнително и попуштени вени кои што или пак некаков тип на венска инсуфициенција на кое што ќе се надоврзе и длабока венска тромбоза или без разлика може да добијат и артериска тромбоза, односно мозочен удар, срцев инфаркт и слично и заради сето тоа меѓу сите останати видови на терапии понекогаш е потребно да примаат и тромбопрофилакса. Друга голема група на пациенти кои што може исто така да добијат тромбоза се оние кои што имаат малигна болест. Значи се знае дека постои така наречена поврзаност или асоцираност на малигната болест и појавата на тромбоза, па тие треба исто така да се штитат од овој тип на компликации. Во ковид пандемијата научивме дека дедимерите се качуваат при одредени инфекции, па доколку кај одредена болест дојде до покачување на дедимерите, тоа е зголемен ризик за појава на тромбоза или не? Значи, дедимерите и нивното зголемување
Не значи секогаш дека има тромботичен процес и, например, најфизиолошки се зголемуваат во текот на бременоста. Тоа не значи дека на секоја бремена жена ние ќе препорачаме тромбопрофилакса, односно дека треба да се боцка со инекции како што е клексанот, исто така сите ги научија овој тип на терапија. Значи секогаш постои така наречен мултидисциплинарен пристап, односно сите ние кои што сме вклучени во третманот на тромбозата или превенцијата на тромбозата, заеднички одлучуваме, даваме свое мислење дали е потребно или не да се прима тромбопрофилакса. Многу е важно да знаеме дека во денешно време веќе постојат различни видови на тестови и исто така распространети се сите видови на серолошки генски тестови за тромбофилија, односно склоноста кон појава на тромбоза. Различно е и толкувањето на сите овие тестови, односно треба исто така сеопфатно да се протолкуваат, како кај оние кои што имаат проблем со забременување, одржување на бременоста и слично, затоа што не секогаш присуството на овие така наречени мутации за тромбофилија или слично значи дека треба цело време да примаат тромбопрофилакса. Неретко, за жал, се среќаваме со тоа да имаат такви препораки оние кои што се во процедура за забременување инвитро и слично, па без претходни анализи добиваат препораки да примаат истовремено и аспирин и нискомолекуларен хепарин и исто така има типови на компликации да настанат крварења или кога ќе настанат тие крварења и кога ќе бидат препратени во Центарот за хемофилија, каде што ние ги дијагностицираме сите видови на коагулопатии, ние сме дијагностицирале во такви случаи и болести на крварење сосем спротивно од терапијата што ја примале за тромбоза. Затоа, сите тестови треба да се направат, меѓутоа правилно да се протолкуваат и она што велиме се да препорачаме според медицината базирана на докази и заеднички препораките да ги дадеме конкретно за овие видови на штитење од тромботичен настан заедно со гинеколозите. Ова е корисно да се знае. Да. Споменавте генски тестови. Дали тоа значи дека тромбозата може да биде наследна? Точно така, значи се прават така наречени генски тестови, каде што се откриваат мутациите кои што се поврзуваат со ризик за појава од тромбоза. Овие тестови се изведуваат и во нашиот Институт за трансфузиона медицина и се уште важи правилото дека два вида на мутации, мутацијата на вториот и на петиот фактор на коагулација, најчесто се јавуваат како причини за сериозни тромботични настани. Освен генетските тестови, во нашата лабораторија се изведуваат и така наречени серолошки тестови, односно да се види дали постои недостаток од некои од така наречените заштитни фактори кои што не дозволуваат да природно сме заштитени да не додат до појава на тромбоза, како што се антитромбинот 3, протеинот С, протеинот С или појава на посебни типови на антитела, како што се антифосфолидните антитела или присуството на лупус антикоагулант. Многу интересно што нашиот Институт за трансфузиона медицина имаме ние една од многу одамна организациона поставеност, така што секогаш во светот трансфузија е прва асоциација крвна банка, меѓутоа кај нас се уште нормално дека основна водечка дејност останува крводарителството, меѓутоа ние имаме лабораторија за дијагностика на болести кои што се поврзани со нарушувања на системот на коагулација, односно тромботични и хеморагични заболувања, го имаме Центарот за хемофилија и исто така ги имаме нашите амбуланти кои што секојдневно работат со болести поврзани со тромбозата.
Меѓутоа, исто така сакам да ги спомнам и оние така наречени насекаде во Скопје пунктови за орална антикоагулантна терапија, бидејќи ние со нашите лабораториски тестови исто така го следиме и ефектот од оралната антикоагулантна терапија, односно она што се вика терапија по шема. Ќе спомнеме во текот на емисијата детално и за сето ова, само да ги поканам гледачите да се вклучат со нивни прашања во програма. Тоа значи дека тестот за дедимерите не е златен стандард при поставување на диагноза тромбоза? Не. Значи, тоа е еден од можните... Таков впечатокот во јавноста. Точно тоа треба да го објасниме, дека не секогаш зголемената вредност не значи. Обратно, вие може да имате зголемени дедимери и при крварење, што е сосем спротивна состојба од тромбозата, што значи дека таа ни помага во диагностиката, меѓутоа не може да биде единствен критериум за поставување на диагноза, бидејќи, како што споменав, бременоста е состојба во која што се зголемува. После породување се зголемуваат вредностите. После секаков тип на оперативен зафат се зголемуваат. Секаков вид на инфекција, еве да речеме да имате воспален зап, отечен зап, ќе бидат зголемени дедимерите. Постоперативно, исто така ќе бидат зголемени. Кај сите оние со малигна болест ќе бидат зголемени. Кај сите оние кои што имаат проблеми, така наречени системски заболувања, односно оние кои што имаат било каков тип на ревматско заболување, исто така. Значи има многу состојби при кои што се очекува и се знае дека има зголемени вредности на дедимерите. Така што, односно она што се вели дека има активирана фибринолиза, која што е еден систем спротивен од тромботичкиот процес, односно природата не штити на тој начин од појавата на тромбоза или систем кој што треба да го разгради веќе создадениот тромб во организмот. Пред да ги вклучам гледачите, само уште едно прашање. Дали со овие тестови кои што се прават за утврдување на тромбоза, може сепак да се пропушти диагнозата? Значи, овие тестови, ако мислите генетските, серолошките тестови, велиме со сите тие ние добиваме слика дали нашиот организам има склоност кон појава на тромбоза. Меѓутоа, секогаш важи правилото дека се зависи од надворешните фактори, односно она во денешно време што многу се акцентира, а тоа е здравиот живот, значи движењето, физичката активност, се тоа начини да се превенира да не дојде до појава на тромбоза, бидејќи во медицината практично најважното правило е да се што може да се спречи, за да не треба воопшто да се лекува. Так, подобро да се спречи отколку да се лечи. Ќе вклучиме гледачи со нивни прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Се јавуваме од Прилеп. Така. Видите, сакам да е поздравам почитуваната гостинка, ваш докторката, да не знам тоа дали се саѓа точно со ова тема. Чувствувам многу студени нозе, здрвеност на прстите. Дали тоа се должи нешто на тромбоза, нешто таква работа, оти постојано се ладни прстите, осеќам осет кој ќе чепкам од оздола, али постојано прстите се како здрвени. Дали е тоа недоволна циркулација, нешто што е, или ако има некој посебен лек, докторката да ме спаси, да ми кажи што да употребам и што да направам. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Што би можеле да советувате? Добро, значи повеќе клинички состојби доаѓаат во предвид. Кај сите оние кои што имаат студени нозе, секогаш велиме дека не е проблем венската, туку артериската циркулација и наједноставно испитување со кое што тоа може да се разграничи представува Доплер исследувањето, бидејќи постои така наречен артериски и венски доплер и веднаш може да
се диагностицира дали постои проблем со артериската циркулација, односно дали постои некакво запушување во некоја од артериите. Тоа најчесто се случува кај сите оние кои што се пушачи, кај оние кои што имаат проблем со масноти и слично. Меѓутоа, здравување ладни нозе исто така може да биде и проблем кај оние кои што имаат проблем со кичмата, значи тоа исто доаѓа во предвид, затоа треба тука да биде консултиран ортопед. И сите оние кои што имаат можеби ладни нозе, здрвени нозе, меѓутоа и трнење во нозете, може да имаат како резултат на повеќе годишен проблем со шекерот, односно шекерна болест. Значи повеќе фактори треба да се направи преглед. Уште еден гледач ќе постави прашање во продолжение на денешната емисија. Добар ден и за него. Ало, добар ден. Добар ден. Сакам едно прашање до докторката да поставам. Има 20 и нешто години како сум оперирана од канцер, од градата. И сега ме интересира, кога одам за лабораторија, за такви работи, само една вена имам од едната рака, од другата не знам дали смеам јас да вадам крв. А имав тромбоза после операцијата. Така, тоа е вашата... Али сега ништо нема, се е окей. Значи, вашата дилема е дали може да вадите крв од таа рака за која што сметате дека... Од таа рака, точно, не треба да се боцкате. Така, ви благодарам за вклучувањето. Значи, секогаш каде ќе се направи венепункцијата, односно од која вена ќе се земе, сепак е процена на техничарот, лаборантот кој што зема крв, затоа што пристапот е најважен и да се најде соодветна вена. Може би до сега најдобро правила пациентката, затоа што на тој начин ја штитела таа рака, меѓутоа сепак сметам дека не е некаков проблем, затоа што ако имате вие склоност за тромбоза и на таа рака, која што условно речено ви била здрава, не е неочекувано да се појави, така да сепак сметам дека каде ќе се направи венепункцијата, најдобро е да си процени техничарот кој што лаборантот кој што треба да земе, затоа што сигурно сите сте сведоци на тоа дека некогаш не може во кубиталната вена да се земе, па се зема и од дланката, едноставно во моментот каде е најдобро за земање, примерок крв. Споменавте дека пушењето е ризик фактор за појава на тромбоза, на тромби, потоа погачените масти во крвта. Зголемениот крвен притисок, зголемената тежина. Значи има многу ризик фактори. Најдени се чистички микропластика во тромбите. Тоа значи дека можеби и начинот на кој што живееме сериозно влијае на сето ова. Значи нормално како и се загадувањето, недвижењето, најголем проблем во денешно време е немањето физичка активност. А недоволното пиење течности кога крвта ќе се згусна? Да, затоа што многу често се случува и при земање на примероци крв некогаш да утврдиме дека е погуста крвта, токму заради тоа што не се зимаат доволно течности или сте дехидрирани, така да секако и доволен внес на течности, односно највеќе вода е многу исто така важен фактор заштитен. Дали тромбозата секогаш дава симптоми? Може ли да биде асимптоматска? И да се открие проблемот од кога тромбот ќе се откине, ќе се придвижи во циркулација? Треба да се многу микро тромби, па да речеме да нема конкретна симптоматологија, меѓутоа најчесто секогаш има симптоми, затоа што може да биде зафатен било кој орган и кога особено е важно и големината на крвниот сад, така да секогаш во принцип симптоматологија постои. Откако ќе се постави диагнозата, се даваат лекови за разредување на крвта. Дали тие го раствараат тромбот или само спречуваат понатамошен негов раст? Значи, во принцип, колку порано се започне со терапијата, се очекува да настане лиза, односно разложување, растварање на тромбот. Меѓутоа, не може да се очекува да настане целосна ако е изгубено доста време. Така да, секогаш за се важи дека најважно е времето најбрзо да се реагира при појава на првите симптоми.
така што понатамошната терапија е важна за да не дојде до ново создавање на тромби и во тој случај многу ни помагаат сите анализи кои што се прават, затоа што има состојби каде што вие знаете ако постои голем ризик за појава на тромбоза или ако веќе се појавила повеќе пати повеќе од еднаш тромботична епизода, се знае дека тие пациенти ќе треба до крај на животот да бидат заштитени од нова појава на тромбоза. Така што сите овие испитувања во тоа е нивното значење. Инаку, при првата тромботична епизода најмалку се лекува 3 до 6 месеци со ваков тип на лекови. Значи 3 до 6 месеци. Да. Пред да преминам на следното прашање, ќе му дадеме предност на гледачот и на неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Јас малку подоцна би се уклучи во емисијата. Би сакала да ја прашам докторката, јас одавна примам антикоагулантна терапија, после второто породување, сега сум 64 години, и со престаноци, примам па престанувам, примам па престанувам. Ме интересираше, пошто не ве пратам од почеток, дали може да се види што е тоа што ја предизвикува таа тромбоза кај мене постојано? Тоа згручување на крвта. Дали може да се направат такви некои испитувања? Некои испитувања, некои тестови анализи да се најде точниот причинител. Да, зошто е тоа така, да. Ви благодарам за поставеното прашање во денешната телма амбуланта. Значи, како што веќе споменавме, генетските анализи може да се прават и додека е пациентката под антикоагулантна терапија, орална. Меѓутоа, за изведување на останатите тестови, бидејќи тие влијаат врз изведбата на така наречените серолошки тестови, не. Меѓутоа, може сега во овој момент да направи генетско исследување, значи за така наречените мутации кои што може да доведат до појава на тромбоза. А останатите испитувања се прават? Останатите испитувања се прават додека не се пие антикоагулантната терапија или е потребно некогаш да се префрли од орална на нискомолекуларен хепарин за да може да се изведат тестовите. Ајде уште еден гледач ќе постави прашање во продолжение на емисијата. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Ја поздравувам гостинката и водителката. Ви благодарам. Гостинката посебно зашто прва го прекршува мразот да се јави доктор од трансфузиона медицина од сезоната на ковидот, кога толку многу имаше прашања за ковид, дозволија да се да дават одговори доктори, општи доктори и од внатрешноста и од целата република. Сега за гостинката имам едно посебно прашање, од неја сум многу благодарна, сум била кога беше еднаш во Свети Наум Охридски за еден резултат, многу за неја посебно сум благодарна. Сакам да ја прашам, се работи за мојот сопруг. Така. И во сезоната на ковидот тој имаше димери 14.000. 14.000. Тогаш имаше 78 години. И бевме горе на трансфузиона медицина, го прегледа докторката и даде 2 недели клексани. И потоа пошто димерите не паѓа, тие коагулацините фактори беа во ред, напиша, без да знае, ние не сме толку учи дека да бараме жариште на друго место. И се шетавме натаму, многу грубо бевме одбиени од персоналот горе на клиниката. Така, и што беше заклучено потоа? Да само во интерес на времето побрзо? И потоа беше заклучено во систина, благодарение на професор Митко Караѓозов, кој што одма му направи снимање, додека се шетавме тука по клиника, тука така, што беше утврдено?
му направи операција, стави протеза, феморопоплиетеална артерија за пушене. И благодарение на него, значи на неговото залагање, еве 5-та година мојот сопруг, значи ногата му постоje, иначе предстоеше операција. Така, и сега претпоставувам дека добар со здравјето, се надевам дека е во добра форма. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, само да потенцираме дека за време на ковид пандемијата токму вие неколку пати гостувавте во Телма амбуланта и зборувавте баш за таа тема. За истата тема, точно и тогаш бевме со маски. Така, со маски, точно. Може за тоа. Не можеме да се препознаеме. Значи, и во овој случај се работи за тромбоза, меѓутоа се работи за артериска тромбоза, била запушена артеријата и затоа е направен бајпас. Едноставно и тука објективно за тоа и биле зголемени дедимерите. Така. Ова воедно ќе биде и последното вклучување на гледач во денешната емисија за да имаме простор да ги одговориме сите прашања што се предвидени за денеска. Кога пациентите треба да користат инекции, кога треба да користат таблети орална терапија? Бидејќи споменавте ние се едно дури кај кога се прават тестовите, која форма на терапија се зема? Лекарот кој што прегледува во зависност од бидејќи секој случај за себе, она што е најважно е индивидуалната проценка и тогаш се проценува дали треба и каков тип на терапија може да се даде за полесни случаи кои што ние амбулантски ги третираме, за површен тромбофлебит, длабока венска тромбоза, подеднакво може да се дадат и инекции, односно нискомолекуларен хепарин, а може и да се дадат така наречените директни орални антикоагуланси, односно една голема група на лекови, каде што се сите овие веќе познати типови на ривароксабан, најпознати може би бидејќи прв беше ксарелтото кое што се употребуваше, денес имаме многу повеќе регистрирани препарати, апиксабанот, односно најпознат е ликвисот и кај нас исто така прадаксата, односно дабигатранот се регистрирани. Ова терапија за такво амбулантно третирање е многу поедноставна и инекциите и таблетите, затоа што не е потребен така наречен лабораториски мониторинг, односно за разлика од оралната антикоагулантна терапија со синдром, односно аценокумарол, каде што мора да се изведува вредноста, да се докажува на ИНР и да се прави постојано шема. За разлика од таквиот тип на терапија, овде нема потреба од постојано лабораториско следење. Според препораките треба само во исклучителни случаи ако пациентите имаат прекумерна тежина или ако имаат крварење. Меѓутоа, сепак кај нас, оние пациенти кои што ги следиме, особено на терапија со нискомолекуларен хепарин, за да го видиме и клиничкиот ефект од третманот, сепак ние во амбулантни услови во почетокот ги повикуваме за прв пат на 2 недели на контрола, а потоа исто така се префрлаат на некаков друг тип на третман. Исто така секогаш правиме проценка до кога ќе треба да бидат заштитени. Значи не секогаш доживотно ќе треба да се прима таа терапија. Тоа е индивидуална проценка во зависност од лабораториските тестови, од тоа дали имаат некакви други придружни хронични болести, значи едноставно се прави проценка. Тестовите за следење на ефикасноста на лековите кои што ја разредуваат крвта не се прават рутински? Не се прават. Значи тоа стои и во самата регистрација на лекот и во самите препораки кои што се за лекот и никаде во свет не се прави постојано. Туку ние во нашата лабораторија ги имаме и сме ги вовеле точно за некакви посебни клинички состојби. Значи, ако некој пациент прима таков тип на лек и се појави крварење, го направиме тестот и се докаже дека крварењето е од лекот, во тој случај се дава препорака за прекинување на тој лек и едноставно е важно да се докаже точно дали е од лекот или не.
Една од препораките е доколку пациентот кој што го прима лекот, бидејќи тука нели дозите се фиксни, не се во зависност од телесната тежина, меѓутоа во исклучителни случаи доколку пациентот има екстремно ниска или екстремно висока телесна тежина, може да го направите тестот за да знаете едноставно дали таа фиксна доза и на тој пациент одговара. Инаку рутински не се прават овие лабораториски тестови. Дали пациентите кои што имаат тромб треба да мируваат за да не се откина и да не се придвижи, да не заврши во мозокот или во белите дробови, или е дозволена физичка активност? Значи, во почетокот нормално треба да се мирува, а како одминува времето, делува терапијата и се, особено понатаму, во сите пред така наречени препораки за хигиенско-диететски режим, секако дека препораката ќе биде повеќе движење, соодветна физичка активност, посебен режим на исхрана и сите оние мерки за тромбопрофилакс. Колку често треба овие пациенти да доаѓаат на контроли? Значи, ние кога доаѓаат кај нас, повторно ќе кажаме, индивидуална проценка, индивидуално во зависност од типот на терапијата, секогаш ние закажуваме контролен преглед. Значи, може да биде на 2 недели, месец дена, оние кои што пијат по шема, може да биде на месец дена, може да биде на 2 недели, се е во зависност од тоа како реагираат на терапијата. Кои се ризиците од оваа терапија? Може ли да се јави контраефектот, да се јават крварења? Затоа и велиме дека секогаш пациентите треба да се придржуваат на советите на лекарите, да ги да се придржуваат и кон препораките за доаѓање на контролни прегледи, затоа што како што велите ја разредуваат крвта, крајно може да дојде до крварење. Затоа секогаш треба внимателно да се пијат овие лекови и да се повторно ќе кажам да ги следат нашите препораки. Исто така, во сите упатства на овие лекови стои предострожноста дека доколку истовремено ги примаат, да речеме, пијат синтром, па пијат и аспирин. Тоа се посебни индикации кои што кардиологот може да ги наведе. Не случајно луѓето мислат дека аспиринот едноставно така треба да го земат. Како превенција? Да, меѓутоа, аспирин не може да го земат на своја рака. Крварењата од аспирин се многу страшни, не постои против лек. Значи, за да се сопре крварење од синдром, постои против лек, ќе дадете витамин К. Меѓутоа, за аспиринот, тоа се многу страшни крварења. Треба да дадеме тромбоцитен концентрат, треба да се даде тренексемична киселина и пак е прашање колку долго ќе трае тоа крварење. Значи, не комшијата пие, па јас ке се напијам, оти кај нас, за жал, да, точно тоа се случува. Или комшивката ги пие овие лекови против болка и јас ке ги пијам. Едноставно пишува дека ризикот за крварење со земање на тие така наречени нестероидни антиреуматици од различни типови на средства против болка, ризикот за крварење е многу зголемен. Затоа треба да се следат нашите препораки и затоа секогаш исто пишува дека оние кои што ги примаат овие лекови за разредување на крвта, секогаш за било кое воведување и еден витамин Д да воведете, исто така ви се зголемува ризикот од крварење. Затоа мора секогаш се што ќе воведете дополнително да се консултирате со вашиот лекар. Значи, дури витаминот Д. Витаминот Д во принцип исто така може да доведе до крварење, особено кај тие кои што имаат проблем со на ниво на тромбоцитите, тромбопатија, затоа што се зголемува односно делуваат на агрегацијата на тромбоцитите. Го споменавте витаминот К. Треба ли да се внимава на исхраната кога се земаат одредени лекови за разредување на крвта? Например, витамин К има во зелениот зеленчук. Да. Може ли витаминот К да го поништи ефектот на одредени лекови? Да. Значи, точно во тоа е и препораката за и важи само за оние кои што се на терапија по шема, значи што пијат синтром. Затоа што кај нив се она што е зелено по боја
од зеленчукот, белото месо од рибата, од пилешкото месо. Значи, сите тие може да влијаат на ефектот од лекот од синдромот. Меѓутоа, тоа не значи дека нема да јадат ваков тип на зеленчук или месо. Едноставно, ние им објаснуваме дека исхраната треба да е избалансирана за да може лекот да делува. Тоа е проблем само со овој тип на така наречени витамин К антагонисти, инаку интеракција со храна и со други лекови има многу помалку, односно нема така изразено кај другите терапии. Да. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за подробните појаснувања поврзани со оваа тема. Јас исто така се заблагодарувам и се надевам дека ќе ги следат доследно нашите препораки сите наши пациенти. Така, тоа е клучно, да се следат препораките и ништо на своја рака. Така, тоа. Научен соработник доктор Виолета Дејанова Илиевска, специјалист по трансфузиона медицина од Институтот за трансфузиона медицина, беше наша денешна гостинка во Телма амбуланта. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кој што не следевте, ви посакувам пријатен ден.